Добар ден и добре дојдовте во последното издание на Македонија денес за оваа работна недела. Денес е петок, ден пред викенд. Верувам дека високите температури ве натера и ова утро да останете со програмата на телевизија 24 во добро разладени простории да го поминете периодот кога навистина е прежешко да се биде надвор на улиците, а ние се потрудивме да најдеме доста интересни гости и содржини, се со цел да го задржиме вашето внимание и да направиме да ви биде навистина пријатно заедно со мене се некаде до 14 часот. Веднаш започнуваме со една навистина доста интересна тема на која што ќе разговараме со една наша драга гостинка и пријателка која што е редовно дел од емисијата Македонија денес, но секако уште на самиот почеток ве поканувам и вас преку телефонските линии да бидете дел од нашиот разговор и да ги поставите прашањата кои што верувам ќе ви помогнат во тоа како да бидете ментално појаки. Тоа е нашата прва тема, како до појак ментален имунитет. А на оваа тема разговараме со Марина Анчевска, НЛП тренер. Марина, добар ден и добре дојде. Добар ден, Сања, повторно. Добро ве најдов. Чести задоволство е кога сте дел од нашата емисија, затоа што преку еден навистина доста позитивен и релаксиран разговор отвараме теми кои што се многу значени, но можеби подзаборавени во нашето брзо секојдневие, кога брзаме да ги завршиме сите обврски, најчесто забораваме на себе си и на она колку е битно и значајно да се запрашаме како сме, дали сме доволно спремни да ги завршуваме сите обврски. Да, тоа е менталниот имунитет за кој што не се говори често и кој што многу го забораваме, а кој што е всушност најзначајното за сите нас. Многу сме фокусирани на зајакнување на физичкиот менталитет, меѓутоа позади тој физички менталитет стои нашиот ум, така, менталниот имунитет. И сега е прекрасен период во текот на летото да се позанимаваме, еве уште малку, имаме време со тоа зајакнување на нашиот ментален имунитет. Да. Физичкиот имунитет знаеме како да го зајакнеме, физичката кондиција знаеме како да ја добиеме. Се чини дека доста повеќе младите и возрастните се трудат во последно време да бидат физички активни, да допринесат за доброто физичко здравје, што е секако предуслов и за добро ментално здравје. Но мораме да знаеме кои се начините додека физички се зајакнуваме и ментално да го правиме истото. Да, затоа што ние во животот постојано имаме предизвици, значи фрустрации, стравови, тага, сите тие емоции може да бидат постојано присутни во нашиот живот и зависи од нашата ментална кондиција како се справуваме со нив. Исто е како и со физичкото тело. Ако сте физички поактивни и подобар физички имунитет, тогаш вирусите нема толку често да ве фаќаат. Така и со ментални имунитет, ако знаете да се справувате со сите предизвици што ги носи животот, тогаш нема да оставаат голема трага во нас. Затоа што значи, животот е процес, постојано има некакви тригери кои што знаат да не извадат од колосек на некој начин и на нас е на онаа наша ментална кондиција колку брзо можеме повторно да се вратиме назад на патот. Телефонските линии ќе ги отвориме 026091 и 026091 доколку имате некое прашање поврзано со денешната тема и сакате да знаете како да добиете појак ментален имунитет, тука е Марина која што на огромна чест и задоволство ќе одговори и на сите ваши прашања. Впрочем, таа е тука за сите вас кои што редовно следите Македонија денес. Рековте дека мораме да се заштитиме од вирусите. Но вирусите во нашиот ум се чини дека некако многу полесно и вираат и полесно знаат да не извадат од колосек. Зошто е тоа така? Зашто сме неспремни да се заштитиме од вирусите во умот? Да, тоа е искуство и свесно. Значи, колку повеќе се осознавате себе си, всушност доаѓате до сознание како реагирате на сите тие тригери. Тоа се учи, тоа се надминува, затоа што ако се видиме себе си од пред 10 години до сега, се надевам дека има некаква промена во начинот на реагирањето. Лошо е ако нема. Да, ако нема, тоа ќе има доста работа. Значи, меѓутоа никогаш не е касно. Многу е важно да може да се разграничи таа ментална и емотивна состојба на умот. Затоа што ние
за среќа, значи не сме како животните, ние имаме свесност и можеме да се следиме себе си. Кога нешто ќе ни се случи во животот, ние веднаш реално ја гледаме реално на некој начин ситуацијата и емотивно реагираме. Тука овдека е таа ментална кондиција да можеме да разграничиме како нашата емотивна состојба влијае исто така на менталната состојба и обратно. Че да можеме од една друга перспектива да се следиме себе си. Како можеме да диагностицираме дека ментално сме слаби и немаме доволно јак имунитет за да се заштитиме од вирусите? Ако при секој тригер ние паѓаме на некој начин и не можеме да излеземе од таа емоција. Може да се примети ако во комуникација со другите луѓе постојано се чувствуваме нападнати, постојано мислиме дека другите мислат нешто лошо за нас, постојано мислиме дека се тоа нас ни се случува негативно, тоа значи дека не можеме добро да перципираме всушност да се перципираме самите себе си. Зато да, за зајакнување на тој ментален имунитет, способност е да можеш да излезеш од себе си, да можеш себе си да се следиш. Тоа е навистина лесно за учење. Не... Кој е првиот чекор во изучувањето на следењето на самиот себе си? Да. Кога сме во некој предизвик, да можеме да го погледнеме предизвикот од една поширока перспектива. Најчесто, кога ни се случува нас нешто во животот, ние веднаш се затвараме во себе, како да влегуваме во себе и мислиме дека нема излез. Доколку се прошириме, се отвориме и го прошириме предизвикот, видикот, да погледнеме, чекај, што ми се случува мене, како јас дојдов до ова, што направив јас, дали ова што ми се случува денес ке има некакво влијание по една недела, по месец дена, по една година, како ќе гледам на таа ситуација, тогаш е веднаш поинаку. Чи од поширока перспектива да ги гледаме работите. Да, ние веќе го имаме и првиот гледач на оваа наша денешна тема. Добар ден, кој ни се јавува? Да, добар ден, господин Сејаво, од Охрид. Добар ден, повелете. Иначе живеам во Австралија 50 години и сега решив да се преселам во Македонија, во Охрид, во мојот град. Мене ми почина жената пред 4 години. Беше шлогирана и така да го изгуби овај умот, полека, срцето му ослабна и водата е удар. Добро, умре, меѓутоа, сакам да зборувам за овај што докторката кажува за имунитет. Јас бев толку чврст, значи на моите 69 години тогаш, бев чврст и се реков себе дека ништо не можам да направам. Човекот умре, значи да направам. Истина, живеев со неа 55 години, ја морам да видам, да најдам перспектива за мојот живот. И затоа решив да дојдам во Македонија. И сега ќе кажам за докторите што ми велат дека бубрезите не ми чинат ваму, таму, болни ми се. А уствари од тие 4 години овде да се осеќам така лаксирано и убаво, то апсолутно немам никаков проблем. Одам кај докторката моја кај Билјана, ја немам проблем со бубреците, нормално мокрам, пијам вода колку што можам и мокрам нормално водата нешто. Значи, се осетувам многу подобро, а и психички сум спремен, значи, да издржам сите непогодни... Тоа е тоа за кое што ние денеска разговараме, дека луѓето треба ментално да бидат јаки, да застанат пред сите удари кои што животот ги носи, а вие очигледно сте го нашле решението. Да, тоа беше нашиот гледач од Охрид, кој што 50 години живее во Австралија, секако тешко е да се навикне човек да живее без животниот партнер со кого го поминувал целиот живот. Да, такви предизвици за жал носи животот. Меѓутоа, ете, и во такви ситуации човекот сепак има избор дали ќе остане во тагата или тагата секогаш како празнина ќе се ја носи во себе, значи тоа е некаква загуба, меѓутоа како ќе се справуваме со таа празнина во текот на животот, останатиот дел од животот е сепак наш избор. Ја имам доста луѓе кои што доаѓаат, значи, на коучинг со вакви проблеми и
просто, значи, им се дивам на тие луѓе кои што наоѓаат нешто сепак позитивно во животот за да продолжат понатаму, и возможно е. Се зависи од тоа ние самите, значи колку сме јаки ментално, за да можеме се да надминеме на некој начин болката, тагата, празнината, тие остануваат, значи загубата. Меѓутоа има и нешто друго животот што нуди. Има една убава изрека, Далај Лама има кажано, вика дека луѓето кои што изгубиле некого, всушност се појаки од сите други затоа што осознале дека љубовта навистина постои. Дури само кога ќе го изгубиш некого, доаѓаш до сознание колку некого си го сакал, за жал. Многу доцна. Да, за жал е доцна, и затоа е важно додека сме сите живи и здрави да комуницираме на еден начин на кој што ќе бидеме задоволни, а не ние стално наоѓаме некакви причини, бараме нешто за да си го направиме животот покомплициран, а може да биде многу едноставен. Да, едноставен може да биде, но живееме во такво време каде што, како што кажавте вие, постојано сме на удар од најразновени триери од сите страни, манипулации во општеството, во секојдневието, на работните места, во љубовните релации, во семејните релации, и тука се чини дека навистина човекот треба да биде многу ментално јак за да се одбрани од сите овие удари. Да. Меѓутоа, кој ќе гледаш така пошироко, значи поглобално, сепак ние, земјата нас ни е дадена, уствари, ние сме гости тука на земјава, меѓутоа светот го градиме ние сите самите. Значи, ова што ни се случува нас во секојдневието е пак од некоја страна има врска со вибрацијата на која што ние вибрираме. И затоа за секој поединец треба да си го направи за себе животот поедноставен, да се направи својата околина, меѓутоа секако ќе има влијание, ние не можеме да се справиме и со временски непогоди, не можеме да ги сопреме тие, меѓутоа што се случува кога има временски непогоди? Луѓето се сите заедно. Одеднаш се појавува хуманоста. Па зашто тоа не може да биде во текот на секојдневието? Каде оди таа хуманост одеднаш? Мора ли нешто такво да се случи за ние повторно да станеме човек? Што е најчестата причина која што ги тера луѓето кои што доаѓаат кај вас на разговор, на консултации, да побараат начин ментално да се зајакнат себе си? Да. Има разни прашања, значи може да биде едноставно дали сакам да направам промена на работа или што е тоа што ми се случува постојано, од каде доаѓа тоа што постојано истите предизвици ми се појавуваат во животот. Може да бидат ети и такви поголеми работи, загуба на некој, па како да се справи со емоцијата. Убаво е што човекот почнува да бара помош. Значи тоа е најважното, што тие табуа се кај нас веќе надминати, затоа што ние не можеме самите себе си постојано да се гледаме од една друга перцепција. Затоа е важен разговор, затоа се важни тренинзи, семинари, работилници, затоа што во такви моменти имате можност да се погледнете себе си од друг аспект и некој друг исто да ви соочи во очи на нешто што самите не можете да го видите. Ние сите имаме едно огледалце, нели, како во колите, да слеп агол во огледалото, што не можеме да си го видиме. Што се луѓето кои што на кога ќе им предочиме дека го има тој недостаток и таа мана, па едноставно не сакаат да си го признаат пред себе? Да. Колку е тешко со нив да се излезе на крај? Добро, сега тоа е сепак тоа ниво на свеста што секој треба да си работи на тоа. Не секој е спремен за промена, тоа е исто. На некого не можеш да му дадеш нешто ако не сака да го прими. Значи, затоа е важно луѓето да се мотивираат на некој начин, затоа е таа професија како тренер многу значајна, затоа што ние тренерите или што држиме коучинзи, ние не им помагаме на луѓето, значи ние само на некој начин им отвараме поширок хоризонт, да самите да видат дека има и други опции. Затоа што ние луѓето сме научени, тоа е патот и го тераме. Меѓутоа, ако се свртиш лево и десно, светот изгледа многу поинаку. Замисли да го гледаш па од сосема друг, од повисоко, од друга перцепција, е многу поинаку. Да, многу стравови, многу дилеми, многу грешки од минатото, многу повредени чувства, секако допринесуваат ментално човекот да биде послаб.
Грешки не постојат. Значи, тоа е интересното што луѓето стално си викаат направив грешка. Не. Во тој момент ти си го направил најдобриот избор што си знаел дека е најдобар. Значи, како тоа после се отсликувало во понатамошниот живот, тоа е само повратна информација. Значи, не е грешка, затоа што тоа е многу лошо што најчесто луѓето го прават од сегашна гледна точка, јас да викам, бе Марина, како не направи тогаш вака и така, и што можам со тоа да направам? Ништо. Сакам да направам се што можам сега, за да не биде по една година пак истото, како не го направи тоа. Значи, нас освестувањето ни треба сега и овде. Животот се случува сега. Тоа што се случило во минатото, се е повратна информација, се е фидбек. Како треба или како не треба. Меѓутоа, иднината е таа што се уште треба да дојде и не знаеме, ние може да претпоставиме, меѓутоа патот до целта може да биде сосема различен. Да. Колку време е потребно да се посетуваат коучинзи и тренинзи за да луѓето ги видат првите можеби промени кај себе, односно и вие на крајот на краиштата да погледнете дека човекот кој што дошол прв пат кај вас денес се разликува од вашиот прв момент и вашата прва средба и дека е веќе многу појак. Да. НЛП-то нуди практични техники и има една цела студија во НЛП-то за лингвистичкиот дел, значи начинот на кој што се изборуваме самите себе си, меѓутоа и тоа како комуницираме со клиентите, тоа е многу јако начинот на поставување на прашања. Значи ако си умешен и искусен во тоа, промената може веднаш да се види, затоа што важно е како ќе се постави прашањето за да го добиеш ефектот кај клиентот, еурека, и самиот да си дојде до сознание, тоа може веднаш со еден коучинг разговор. Да. Имаме луѓе кои што иако се свесни за проблемите, иако се свесни за моменталните состојби какви се, не превземаат чекори да променат нешто, надевајки се дека работите сами од себе ќе се променат. Да, тоа е кај нас и типично во Македонија, затоа што ние имаме многу тие изреки, ќути има и полошо. Значи, тоа е мајндсетот, мислам, по дефолт, подхитно треба да се менува. Затоа што 21 век е, луѓето треба да живеат со душа и со емоција и да размислуваат глобално, да размислуваат системски, значи ние сите сме поврзани. Јас не можам да постојам како единка сама со себе. Јас зависам и од другите луѓе, меѓутоа како тоа ќе влијаеме едни со други, пак зависи од мене самата. И оние кои што остануваат во таа зона на комфорт, некогаш е убаво да си останеш во таа зона на комфорт одреден период, меѓутоа излегувањето од таа зона на комфорт нуди нови можности, нови опции, а најчесто луѓето се плашат од тоа затоа што е непознато. Повторното е страв. Па да, најчесто... Дали е нашиот најголем непријател стравот во животот и во менталната снага? Ние сме си најголеми непријатели, затоа што ние го креираме самиот страв. Со самото будење наутро, уште не се отворени очите, ние се соочуваме со сами себе, не со светот. Значи, нашите мисли се тие кои што го креираат денот, ја креираат реалност. Ако јас уште наутро викам, врне, значи денов ќе биде катастрофа, ќе ме боли глава, така и ќе биде. Или ако јас и да врне и да не врне, денот ќе се движи и од мене зависи какво чувство ќе креирам во текот на денот, и таа е таа ментална кондиција. Нормално ако се случи некој предизвик, колку брзо ќе излезеш од таа ситуација и ќе сватиш дека ти си тој што ги движи емоциите. Да. Емоциите, секако ги споменавме на самиот почеток, еве и сега, значи менталниот имунитет и емоциите едно со друго секако се испреплетуваат. Има една, може би вака поубаво да се објасни, океанот ако го земеме. На површината на океанот има бранови. Тоа сме ние, нашата ментална состојба постојано во движење. Меѓутоа, менталниот имунитет го дава таа смиреност долу на океанот, таа е емотивната состојба која што ние можеме, значи, да ја постигнеме. Што и да се случува на површина, океанот секогаш на дното е мирен. Така и ние исто, значи, што и да ни се случува во животот, ние одлучуваме како ќе се справуваме со тоа, дали ќе останеме смирени и од тој аспект ќе ги решаваме работите, или ние ќе се раздвижиме во бранови, па ништо нема да решиме и постојано ќе бидеме во некакво
ментален хаос. Да. Колку физичката активност и едно со друго допринесуваат да човекот биде во еден навистина убав баланс и во една духовна и физичка рамнотежа? Многу, затоа што таа ментална раздвиженост, тој ментален хаос, можеме да го смириме преку раздвижувањето на телото. Значи, физичката кондиција е многу важна, една сама прошетка и движење веднаш прави некаква промена на ментално ниво. Тоа е најлесен начин за да се направи некаква промена на ментално ниво. Меѓутоа, сепак да се тргне нели во движење, за многу луѓе е исто тоа голем предизвик. Да. Многу е лесно да се остане дома или на Facebook или не знам како. Да, тоа е тоа превземањето на чекорот и тука е многу важно што сакате да постигнете. Ако вие не знаете, немате јасна цел каде сакате да се пишете, тоаш постојано ќе има изговори. Да, ги споменавте социјалните мрежи и пред долгото време поминување пред уредите на Facebook, на Twitter, на сите оние социјални мрежи кои што го одвлекуваат нашето внимание, колку тоа може да влијае врз имунитетот ментален? Исто така многу, затоа што сите тие, како да ги кажам, импулси, да, што доаѓаат од надвор, веднаш прават нешто со нас на ментално поле и пак сме ние тие кои што можеме да кажеме оваа информација примам, оваа не ја примам. Затоа што се може да влијае. Значи, се има влијание, меѓутоа ние го правиме тој избор. Ние сме тие што кажуваме како ќе се чувствуваме. Никој друг не може да ни го даде чувството. Да. Има ли некој посебен тренинг како треба да се однесуваме и што е она што треба постојано да правиме за да го донесеме и да бидеме во постојан цврст и јак ментален имунитет? Наједноставно е дисоцирањето. Дисоцирање се мисли да се одвојам од самата себе си. Значи, сега како што седам овде, да ја гледам Марина како зборува со Сања, меѓутоа да не се спојувам со емоцијата. Тоа е многу важно, затоа што ние сме постојано споени со емоцијата и не можеме да разграничиме што е реално, што не е реално, дали оваа ситуација е вистински толку емотивна, голема или ние самите ја правиме. Самото тоа што јас ќе се дисоцирам од самата себе си, ќе можам да се видам себе си, веќе има растојание помеѓу мене и емоцијата. Исто така помага, многу едноставно исто, ако емоцијата ја извадам и ја ставам на дланки. Значи, не да ја чувствувам во мене, да се запрашам каде ја чувствувам сега оваа емоција, некојаш е грч во стомакот, нешто те гуши, нешто е кај градите. Чисто да го извадам тоа во дланки, да се прашам себе си што е со оваа емоција. Изгледа навистина тешко, морам да признам, затоа што често и се вели дека многу е полесно да се даде совет и да се видиш каде другиот греши, отколку да го погледнеме тоа во самите нас. Да, затоа што ние сме премногу фокусирани што другите прават, а не се гледаме себе си ние што предизвикуваме за другите така да реагираат спрема нас. Тука е таа грешка која што не е грешка, туку тоа е никој не научил тоа. Тоа не се зборува ни во основните училишта со децата, воопшто не се зборува на тема личен развој. Како може да се делува кај најмалите да уште од најрана возраст го зајакнуваат својот ментален имунитет и да работат на личниот развој? Да се зборува со децата на еден суптилен начин, интересен, уз игра. Јас тоа го правам кога ќе дојдат на коучинг децата. Децата многу лесно се одвојуваат од емоцијата. Децата многу лесно гледаат, слушаат и чувствуваат, отколку рационално да размислуваат. За нив е многу лесно, кога сум имала едно дете имаше страв дека крокодил живее под неговиот кревет, ние почнавме со тој крокодил да комуницираме, од голем, огромен крокодил го намали во мал гуштар и веќе стравот сосема му исчезна на детето, значи од тој огромен крокодил, затоа што работиме со структурата на размислувањето, не со содржината. Значи даваме друга димензија, го одвојуваме и тоа е многу лесно, децата многу убаво го прифаќаат. Колку кај нас родителите се свесни од потребата на тренер за личен развој кај нивните најмили? Да, тоа е исто. А каква е разликата од нашата земја и европските земји, каде што секако и вие често имате можност да престојувате? Да. Па има се повеќе бараат, меѓутоа сепак со деца многу ретко се работи, јас лично, затоа што повеќе работиме со родителите, затоа што децата се
го отсликуваат односот кај родителите. Затоа, ако кај децата се промени нешто, треба и кај родителите. Меѓутоа, најчесто е обратно. Да. Но и кај родителите секако веројатно дека е тешко, затоа што станува збор за две различни индивидуи кои што доаѓаат од две различни средини, а треба да воспитуваат дете и да го најдат единствениот начин како тоа ќе биде. Можеби она што за мајката е не, за таткото е да. Како во тие ситуации ги советуваат родителите? Се зависи тоа и родителот како е израснат, значи дали е израснат во љубовта му е давана со страв, значи постојано нешто мора да прави за детето да го заштити, или љубовта ја дава со услов. Прво нешто треба да направиш, па потоа ние ќе ти дадеме ова или тоа. Значи тие се две струи на кои што се различни во воспитувањето на децата. И многу е важно родителите да се освестуваат себе си, значи како е нивниот стил на комуникација помеѓу партнерите, затоа што детето тоа го гледа и детето го балансира на било каков начин преку неговото однесување, тоа го покажува. Да. Би сакала околу ментално јаките луѓе да поразговараме и нивната успешност на работните места. Дали најчесто тоа се лидери, дали се тоа луѓе кои што знаат да ја водат целата работа и се пример за останатите? Да, најчесто да, меѓутоа лидери се прашањето е дали лидерите викаат другите или се викаш самиот или само ти е титулата дадена менаџер или лидер. Лидер, човек со јак ментален имунитет, прво и основно не размислува во хиерархија. Значи тој поинаку се поставува. Човек со јак ментален имунитет, начинот на комуникација му е на исто ниво со другиот и свесно комуницира со тоа што е свесен и одговорен за своите постапки, па потоа ја бара кај другите. Значи, такве луѓе ги препознавате затоа што тие луѓе веднаш имаат разбирање, се харизматични, значи поинаку ги гледаат ситуациите, не влегуваат веднаш емотивно, знаат да релативираат, лесно влегуваат во тугиот модел на свет, значи бараат се насочени кон решенија, а не кон решавање на проблеми. Што може најлошо да се случи на една личност доколку не работи на својот ментален имунитет и остави работите да си бидат такви какви што се, не работејќи на самиот себе си? Да изгуби радоста во животот на некој начин, значи да остане во тој еден мал свет во кој што мисли дека светот постои за него, а не дека светот постои затоа што постоиме ние. Значи, тоа е луѓето се затвараат. Меѓутоа, видете, секој си прави избор. Јас секогаш викам, ако некој сака да е несреќен и неуспешен, и тоа е избор. Значи, се е окей. Меѓутоа, дали јас ќе се спојувам со такви луѓе, дали тие ќе бидат во мојата околина, пак зависи од мене самата. Имаме Марина повторно гледач на линија, да чуеме кој ни се јавува. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Едно прашање. Имаме ние во фамилијата детенце, сега почнува 4 години. Не слушате? Да, ве слушаме, повелете. Детето е многу итро, многу толку како старо резолира. Меѓутоа има една мана за сега, многу е тврдоглава. Ако рече нешто, тоа ќе види, тоа ќе види. Да. Што е тоа? Има ли промени или ќе остане така? Ви благодариме за јавувањето. Ќе дадеме одговор на гледачката, но прво ќе го чуеме и следниот гледач, па ќе одговориме наеднаш. Добар ден, за кого? Ало, добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Ај, поздрав до студиото и до гостинката. Јас имам едно прашање. Имам 49 години. Лекарски све испитана, ама чувствувам многу голем страх од смрт. Се ми се чини дека ако ме боли глава, ме боли желудник или нешто така ми е недобро во текот на денот, се ми се чини дека ќе умрам. Само тоа имам големи маки и тешкоти, а секаде имам испитано, све е добро лекарски, а јас не можам сама себе си да искам таа мисла од мене. Може ли гостинката да ми одговори на ова?
Да, ви Убав благодариме. ден, пријатно. Ви благодариме за јавувањето. Напред да одговориме Да. за загрижената баба. Загрижената баба за тврдоглавото дете. Интересно е што родителите, постарите, им ставаат етикети на децата и го кажуваат немирно, тврдоглаво, вакво, такво детето, меѓутоа важно е да се види детето како некое уникатно суштество и интересно е за бабата е интересно или за родителите што тие подразбираат под тврдоглаво. Дали детето е тврдоглаво во наводници затоа што знае што сака, знае што му е потребно, или како тие самите ја гледаат тврдоглавоста. Значи, не постојат непослушни, лоши, не знам какви деца. Децата само отсликуваат однесување во домашното обкружување. Да. За стравот од смртта? Да, стравот од смртта сега малце можеби звучи така смешно, меѓутоа некојаш мора да се направи некоја шега во врска со тоа, сите ќе умреме. Значи, кој денеска, кој утре, кој за 1 година, кој за 2 години, значи сите натака одиме. Никој не е вечен. Да, никој не е вечен и никој не се вратил назад па да прашаме да видиме како било, шо било. Значи, сите одиме натака. Прашањето е дали ќе одберете да живеете бидејќи ќе умрете или ќе одберете да живеете затоа што сега живеете. Страв, најголемиот страв на човекот е стравот од смртта, затоа што е нешто непознато и не знае што ќе се случи, и затоа така го доживувам. Меѓутоа, ете, тоа е на еден начин. Меѓутоа, стравот од смрт исто така доаѓа и од нешто, некакви искуства, можеби од минатото, исто како се соочувало системски гледано, фамилијарно, дали имало некој смртен случај во фамилијата, сега вака на 2 минути да се одговори, има неколку прашања што треба да се постават, за тоа од каде доаѓа тој, всушност тој страв, дали е твој стравот или ти е наметната затоа што имало некаква случка во фамилијата. Меѓутоа, најдобро е да се поразговара, да се навлезе по суштински во проблемот, да се видат каде се корените на овој страв, како и на сите останати стравови кои што луѓето ги имаат. Да, секако дека има некакво... Ние не сме родени така, едно мало дете не се раѓа со стравови, со ништо, тоа со текот на времето ги стекнува. Детето, кога се раѓа, е отворено за живот, затоа што тоа е во животот, а ние веднаш после некои случаи во животот ни се случуваат или наметнати верувања и вредности од родителите, од обкружувањето, да ние веруваме дека нешто од нешто треба да се плашиме, а најчесто треба да се плашиме од животот, треба брзо да правиме се, затоа што животот е краток, таа временска линија за секој е различна. Да, би било интересно во некоја од следните теми да поразговараме токму за соочувањето со стравовите и како да се ослободиме од нив. Не постои човек, се чини дека кој што нема некој страв во себе. Да, секако, меѓутоа страв може да биде се. Има студија направена, најмалку фобии има од кревет. Значи секакви фобии има, а најчесто луѓето умираат во кревет. А никој не се плаши од кревет и сите едве чекаат на крајот од денот да се одморат во креветот. Да. Значи се е до умот, како што и промајата, нели? Да. Во секој случај секогаш е интересно со вас да се разговара и вметнувате многу позитивна енергија во сите тематики, токму поради тоа веројатно и луѓето и ве бараат да разговараат со вас и да ги решаваат вашите прашања и менталниот имунитет како наша денешна тема верувам дека ќе биде разгледувано од сите оние кои што денес не следеа, да размислат колку треба всушност да се работи не само на физичката снага, да бидеме физички снажни, да можеме да подигнеме кеси од пазар, туку да бидеме и ментално јаки, да можеме да ги издржиме сите удари кои што секојдневно ни се случуваат. Да, секогаш кога ќе имате предизвик од сега па натаму, сетете се на тоа дека и вие сте како еден океан, кој што на површината има бранови, меѓутоа сите во длабочина стремиме кон некој таков спокој во душата, а спокојот е секогаш поврзан со радоста. Пред самиот крај на разговорот имаме уште еден гледач кој ќе го вклучиме. Добар ден за кого? Добар ден, убав и среќен ден вам и на вашата гостинка. Едно прашање. Повелете. Да бидеш многу како бајче наивен и како што ти свират, така треба да им играш на сите и после ќе те прават мутаво, глупаво, секакво. А ако ги покажеш забите, тогаш си најлошо.
Како може тоа да биде, ја не знам и сакам да ми одговори она. Ви благодарам унапред, пријатно. Ви благодариме за јавувањето. Како да се најде баланс помеѓу тоа што си ти и тоа што другите го очекуваат од тебе. Всушност, ја така го разбрав прашањето на некој начин. Да, луѓето секогаш ќе имаат очекувања за тоа какви треба да сме ние, затоа што тие луѓе ако имаат очекувања од тебе, каков ти треба да си, тие не се гледаат себе си. Многу е важно човек да се сврти кон себе си, да се пронајде него што му одговара, меѓутоа најважното во сето тоа дали некојаш и треба да се покажат заби, затоа што има луѓе кои што ги поминуваат границите на почит и на се. Најважна е екологијата. Во комуникацијата со сите луѓе околу нас и со самите себе си, важна е екологијата, се мисли добро за мене, добро за тебе, добро за целото обкружување. Доколку некој е фокусиран само на себе си, тогаш тој нормално дека има секакви очекувања од другите, затоа што не го интересираат другите. Во такви ситуации, кога луѓето се фрустрирани од тоа што ти го правиш, тоа е прашањето исто што ти предизвикуваш кај другите, меѓутоа и дали вреди некојаш да се објаснува, затоа што можеби другиот воопшто не го гледа, не ја гледа твојата позитивна намера. Да. За самиот крај, што правиме со луѓето кои што го користат стравот да манипулираат со останатите луѓе околу нив? Да. Дали се тие можеби најопасните во нашето обкружување? Да. Луѓе манипулираат со страв, манипулираат со зависност, манипулираат со љубов, значи со се може да ти изманипулира некој тебе ако ти немаш ментален имунитет. Значи, ако ти не стоиш во твоите нозе, не се чувствуваш себе си, не си стабилен, не знаеш што сакаш, тоаш влијанија може да има на секој чекор. Едно дете обично може да ти изманипулира, а децата се многу добри во манипулација. Марина, јас ќе ви се заблагодарам што денес бевте дел од нашата емисија, да најавиме само накратко дека ќе се видиме повторно во месец септември, кога конечно ќе можеме да ја видиме и вашата прва книга. Да. Едноставно Јас. Ќе позборуваме за тоа и се надевам дека кај многумина од гледачите ќе поттикнеме желбата да прочитаат што е она во вашите редови, како вие се чувствувате пред самиот крај на издавањето на вашето првенче. Да, супер, одлично. И насловот е едноставно јас, не се мисли на мене само. Се мисли на тоа како секој да се постигне едноставно себе си. Затоа што ако сите ние живееме како што сме дадени од Бога, да кажеме, со нашата мисија, тоа би бил светот прекрасен. Во исчекување сме секако на едноставно јас и на она што вие го подготвивте за сите ваши љубеници во вашите разговори и ги има многу на вистина, затоа што гледачите сакаат да бидете наша гостинка, да споделуваме убави разговори и мисли заедно со вас. Делувате позитивно и верувам дека ќе имаме позитивен и насмеан викенд, токму поради тоа што денот го започнавме со вас. Одлучуваме да биде така. Да, мора да биде така, од понеделник секако со свежа енергија на работните места. Марина, ви благодарам и ви посакувам успешни денови. Благодарам. Драги гледачи, ние тука ќе направиме кратка пауза, затоа што во 12 часот треба да ги погледнеме најновите вести од Македонија и светот. Веднаш потоа се враќаме, продолжуваме со Македонија денес. Наши следни гости се просветно дело со кој што ќе се подготвиме за новата учебна година. Потоа ќе зборуваме малку повеќе за куглањето и за Џој фестивалот кој што започнува на 19 впрочем утре во Крива Паланка, да најавиме кој се таму ќе настапува и како ќе може да се забавуваат сите кои што ќе бидат дел од овој фестивал. Останете заедно со Телевизија 24, јас се враќам веднаш по вестите во 12 часот.